На крајот на оваа година и на почетокот на годината која што доаѓа, 2023, сакам да ве поздравам. И тоа да го направам преку молитва. Молитва која што до мене дојде на еден многу интересен начин. Мојата драга пријателка, со која што никогаш во живот се немам запознато, професор Мирјана Најчевска, минатата година во ова време ми препорача еден серијал. Серијалот се викаше Midnight Mass и серијалот беше многу интересен. Јас сум скептичен во однос на серијали, немам веројатно трпение да гледам оние 10 сезони, ја прашав колку епизоди, 7-8 и го гледав. Еден серијал кој што вклучува свештеники, кој што вклучува хорор серијал, вампири и многу интересен во секој случај. И среде тој серијал свештеникот Пол Хил има еден лајт мотив и употребува една реченица која што гласи: Боже, дај ми смиреност да ги прифатам нештата кои не можам да ги променам. И го слушнав тоа еднаш, и затоа што е лајт мотив повеќе пати низ овие 7-8 епизоди, и во еден момент се сетив дека тоа е всушност молитва која што сум ја читал многу одамна на еден американски теолог, Райнхолд Нибур, молитва која што е според мене една од најдобро срочените и можеби најприкладните за завршување на една година и започнување на следна година. Вака вели молитвата на Райнхолд Нибур, вака барем започнува: Боже, дај ми смиреност да ги прифатам нештата кои не можам да ги променам. Храброст да ги променам нештата кои можам и мудрост да разликувам меѓу двете. И ова е за мене една молитва која што од минатата година, од гледање на овој серијал за помоќната миса, стана моја секојдневна молитва. Молитва со која што го започнувам денот, молитва со која што сакам вас да ви изразам честитање на новата година и да ви ја посочам како насока, како начин на кој што вие може да направите една рекапитулација на минатата година и да влезете во следната година. Молитвата започнува со: Боже, дај ми смиреност да ги прифатам нештата кои што не можам да ги променам. Сметам дека сите ние во изминатава година сме имале предизвици, сме имале загуби, сме имале нешта кои што се тешки за прифаќање. Нешта кои што драматично ги имаат променето нашите животи. Нешта кои што ги имаат драматично променети нашите односи. Некој кој што можеби бил со нас на овие празнични наши трпези, сега повеќе не е тука. И мислам дека ова е едно реално бреме кое што многу мина од нас го имаат почувствувано. Јас и мојата ќерка го почувствувавме во 2021 кога мојата сопруга Анет почина на 9 февруари. И тоа се моменти и тоа се ситуации кои што се агонични, кои што по себе ни создаваат огромна болка. И луѓето велат дали тоа може да се прифати, и јас сметам дека таквото нешто не може да не се прифати затоа што станува реалност на нашиот живот. И можеби во 2022 оваа година ти имаш поминато низ такви нешта. Райнхолд Нибур ја започнува токму така оваа молитва и нас те потсетува дека Бог е оној кој што може суштински, може да ни даде можност да ги прифатиме нештата кои што едноставно не можеме да ги промениме. И можеби кај тебе тоа не е смрт во твоето блиско или подалечно семејство, можеби кај тебе станува збор за некој план или сон или амбиција кој што за жал реално заради одредени околности, заради одредени нешта не можат веќе да се исполнат. И молитвата е: Боже, дај ми смиреност да ги прифатам оние нешта. Зашто кога ние не прифаќаме дека одредени нешта се непроменливи, дека не можат да бидат променети, тогаш ние доаѓаме во ситуација во која што живееме животи на фрустрација, длабока фрустрација и длабок гнев. Ама оваа молитва не останува на ова. Райнхолд Нибур нас не насочува кон Бога и ни вели да се молиме за храброст за оние нешта кои што ние можеме да ги промениме. Боже, дај ми храброст да ги променам нештата кои што можам да ги променам. И всушност
ние не смееме да живееме животи на фатализам, не може ништо да се промени. Напротив, постојат нешта во мотивот твојот живот, кои што наспроти предизвиците, наспроти болката, страдањето, смрт на ближен, што и да се случува драматично или се случило во нашиот живот, постојат нешта кои што ние мора да ги победиме и мора да ги оствариме со храброст. Да смогнеме храброст, да побараме од Бога храброст, да исчекориме тамо каде што треба да исчекориме. Ја верувам дека и во вашиот и во мојот живот има многу такви нешта кои што не чекаат во 2023 година, за кои што треба да бидеме храбри, да ги отфрлиме често пати мантрите на луѓето околу нас, дека не е можно, дека ова Македонија, дека едноставно не треба веќе да се замараме со одредени работи. Овие нешта ние треба да ги земеме сериозно. И треба да земеме таква храброст, да бараме од Бога таква храброст, која што ќе не насочи во остварување на нови соништа, на некои можеби копнежи, амбиции, нешто кое што е длабоко во нашето срце и чека да биде остварено. И јас навистина ви го посакувам тоа. Ти го посакувам тоа. Третото нешто за кое што нас кон кое што нас не насочува Рајнхолд Нибор е всушност мудроста. И продолжува вели и дај ми мудрост да разликувам помеѓу двете, да разликуваме помеѓу нештата кои што се непроменливи и оние нешта кои што се променливи, кои што можеме да ги промениме, за кои што ни треба храброст и одлучност и исчекор. Мудрост, која што за жал толку многу отсуствува ке сите нас. И главното сведоштво дека мудроста отсуствува е огромната поларизација, огромниот волумен на омраза кој што денеска постои и во нашава земја и на нашиот континент во целиот свет. Поларизација која што всушност не се ни обидува да разликува, не се ни обидува да го разбере ближниот како комплексно суштество Божјо, создадено на Божјиот лик. Туку сака нештото да ги гледа само црно и бело, да дели на наши и на ваши и наместо да гради мостови и исчекори и процут во дадени контексти, да копа ровови и да отвара нови војни од било каков карактер. Оваа молитва на Рајнхолд Нибор не завршува тука. Сакам со крајот на оваа молитва вас да ве поздравам. Ќе ве поздравам со крајот на оваа молитва и со уште еден стих кој што сметам дека е прикладен за еден ваков период од годината. Рајнхолд Нибор вака не упатува да продолжиме во молитвата. Да живеам ден за ден, да уживам во моментот, прифаќајќи ги страдањата како патека кон мирот, земајќи го како него грешниот свет онаков каков што е, а не како што јас би сакал да биде. Верувајќи дека тој ќе ги исправи сите нешта ако се предадам на неговата волја, дека можам да бидам разумно среќен во овој живот и суштински среќен со него во следниот и за секогаш. И мислам дека за ваков живот потребно е едноставно да му се обратиме на Бога во молитва. Не треба никакви формалности, туку сега можеби после ова, по крајот на ова видео, да му се обратиш на Бога. И да ги побараш овие нешта од Бога, сеќавајќи се како што псалмистот во Псалм 90 не учи и се надоврзуваме на неговата молитва, научи не Боже, дните да си ги броиме, та со мудро срце да се здобиеме. Да разбереме дека нема да можеме да направиме се во нашиот живот, дека имаме определено време во оваа земја и дека по тоа време ние ќе имаме средба со Бога. Да го искористиме тоа време, да го искористиме на добри начини, да ја продлабочуваме нашата љубов кон Бога, кон ближниот и кон самите себе си. И доколку некој сака да му подарим, имаме неколку вакви примероци на оваа книга Псалми, која што мене исто така дневно ме води во мојот живот, може да ни пишете порака. Ви посакувам преубави празници. Ви посакувам празници во кои што на вистина ќе уживате, на оние кои што го прославија веќе Божик, им посакувам Христос се роди и на вистина се роди, на оние кои што ќе го слават на 7, исто така Христос се роди. Ова нека биде еден контекст, ова нека биде едно време во кое што ние ќе промислиме каде се наоѓаме во нашите животи, каде би сакале да бидеме низ 2023 година и за таквото нешто
за помошта во остварувањето на тие наши длабоки копнежи и соништа, да бараме водство и помош од Бога.